драго што ја прифативте поканата да гостувате во нашата емисија и морам да признам дека првиот впечаток е навистина позитивен. Вие се смеете, не насмеавте сите нас тука. Зашто очекувавте дека не се смеам? Особено таков впечаток. Смеете, вие имате емоции, значи, да. Тие што ме не знам што сакате да кажете. За жал, првичните коментари се такви, па ти не си толку строг, не знам зашто луѓето мислат така, очигледно кај мене вината, не е кај луѓето. Оставам таков впечаток на почеток. Да. Ајде да започнеме, дали вие го следите забавниот формат ексклузив? Дали следите што ние објавуваме, што кажуваме? Сега да не биде стандарден одговор, го следам кога имам време, во смисла многу сум зафатен, но да, затоа што уживам во такви емисии и ми беше драго кога се јавивте за да бидам јас дел од таа емисија. Добро, дали ви имате време да прочитате нешто генерално за себе што се пише по медиумите? Да, го имам на Грити на Тајм, ако искочи Жерновски, што излегло во текот на денот. Доста често тоа што пишува е точно, има работи што не се точни, ама нели тоа е дел од нашата работа и нема тука лутење, туку едноставно останува некош да демонтирате ако не е така. Но тој што потпишал договор со ѓаволот и решил да стане јавна личност, мора да знае дека тој е дел. Нема тука лутење и зошто мојата работа или мојот карактер или тоа што го правиме е под обсервација. Затоа што сте јавна личност. Да. А која е она најсмешна работа или пак лага што сте слушнале за себе? Па има повеќе слушнати од работи што сум ги правил, што не сум ги правил, сексуална ориентација, ваму виден, таму виден, меѓутоа пак велам, тоа е дел од нашата работа и во принцип не се лутам за тие работи. Ако е нешто грешно, се обидам да го демонтирам. Сега не знам, вие сигурно сте упатени дека во централно подрачје секогаш имаме ние проблеми со тие паркинзи, со тие места. Дали на вас би се случило да ви ја крене паркинг служба, пајак служба вашето возило? Пајак не, ама имам платено казна, не беше тоа одамна, идев на ручек во недела кај бабата, баба се подразбира мајка на сопруга и бев виновен и си платив. Не го прашав тој што да направам, он ми вика помош пријателја. Викам не, ќе си платам и си платив. Меѓутоа имаме проблем во центар со паркирање. Секаде во секој главен град или поголем град има проблем со паркирање. Тоа е преди за секој градоначелник и треба да се најдат начини како да се регулира сето тоа, затоа што едноставно е невозможно сите што сакаат или сакаме да дојдеме во центар и да паркираме. А ние, за жал, да бидеме самокритични, имаме една карактеристика, ние сакаме да се паркираме, еве сега, ако седиме тука да не биде колата и од тоа мора да се одвикнеме. А надвор кога одиме, многу добро знаеме да оставиме во нека катна гаража и да одиме 20 минути така натаму. Добро, вие сте позитивен човек, харизматичен. Дали можеби дали јас еве од забавен карактер. Дали можеби ви прогледувале низ прсти ако доаѓаат некои прекршоци или па казни, еве во овој случај сте плателе, меѓутоа во останатите? Искрено или не искрено? Да. Се случува ако возам побрзо. Не многу, ама побрзо да кажат добро внимавајте. Ама гледам да не оставам лош пример за децата кои што ги возам позади, затоа што тие едва чекаат, па добро, што ме така и ние ќе правиме така. Значи треба ни собствен пример да покажете како системот треба да е равноправен за сите. Пак да не кажам се идеални приказки, се случува да прогледат, но јас гледам тоа да не биде во некоја мера која што ќе направи дисторзија на системот на крајот. Со вашата сопруга сте во брак од 2001 година. Да, она што сакав да кажам е дека имам впечаток дека сте мирен, сталожен човек на тоа поле, па и некако се чини дека не ве следеле некои скандали по тоа прашање. Чукнам у дрво немало. До сега не се откриле скандалите. Не. Пак велам, ете некако дојдовме до почетокот на нашето снимање на прашањата. Треба да водите сметка, број 1. Второ, треба да водите сметка за партнерот со кој што сте. Не е битно дали сте во брак или сте во некаква врска. Човек ако сака да се однесуваат кон него добро и со почит, треба истото да го прави. Така што навистина избегнувам да има било какви случки на тоа поле и сигурно ќе продолжи тоа понатаму дека. Ако вие сте прибран на тоа поле, дали пак жениве ви се обраќале со некои непристојни понуди? Па со текот на времето се помалку, така бев помлад. Повеќе имаше такви ситуации. Може ли да истакнеме нешто тоа? Не, па мене ме радува што се
особено денеска. Сега прето зборов за претходно, ама и денеска што се многу похрабри девојките од порано. Знаат да кажат директно да пристапат, сакам се запознам, може ли да излеземе. Ама сето тоа пак било во пристојни рамки, никош немало нешто што било невкусно. Не гледам кон тоа лошо, напротив, јас сакам луѓе кои што се сигурни во себе и кои што знаат да го кажат тоа што го сакаат. Верувам дека во младоста сте биле голем шармер. Па сега сакам да ме прашам за сопругата Олгица, сакам да ме прашам. Пензионерски денови се сеќам на младоста. Како ја освоивте вашата сопруга? Моментот кога ме виде. Па не, долго време се мачев. Долго време. Она беше во долга релација и требаше да убедувам, да се прикажам во подобро светло отколку што. Нека посебна стратегија? Повеќе стратегии имав. Ама и на крај успеав. Ама не, добро, тоа беше младачки денови, ама добро успеав, да. Сега дали вие се грижите за тоа како изгледате, нели, во однос на облеката и дали можеби стравувате од тоа да не завршите на тапетка и нашиот моден критичар Сергеј Варошлија? Значи, ако заврши некој кај Сергеј, нема што да се љути, тоа е негова работа. Мислам и особено зборувавме за јавни личности. Така што нема тука лутење, негово мислење нема никош, ако каже позитивно е добро, ако каже негативно нема да кажам види го што каже, туку ќе се погледнам огледало и ќе кажам добро, дали човеков тоа што каже, да знам него, дали е во право и пак кога се слушне критика треба да се размисли добро. Јас би сакала да ве прашам, еве вака кога би имале прилика да го испиете вашето прво утринско кафе од светот на шоу бизнисот, со кои личности тоа би било? Од естрадата со Шаде. Само со Не, па прва ми доаѓа. Многу ја почитувам, една достоинствена. Има многу спортисти со кои што би сакал да испијам утринско кафе, ама не знам, она прва ми доаѓа, навистина уживам во незината музика, ама ја почитувам како појава, како елеганција, како артист кој што држи до себе, како преку елеганција можете да дојдете до вистинскиот квалитет. За што би разговарале? На која тема? Не би ја давал со стандардно како се музиката, од каде таа инспирација за искуствата нејзини. Кога ќе дојде кај нас, зашто, кај беше најблиско во Белград беше, ама јас ја начекав во Франкфурт и на таа турнеја беше сценарието, она излегува, значи има една подвижна рампа и беше јасно дека она ќе излезе, ја мислам дека 4 минути не ме зезаа луѓето што беа со мене дека 4 минути не дишев едноставно. Ама живот на желој беше да видам и ја видов. Еве како последно прашање од нашиот разговор, мислам дека никогаш не е доста, еве за прв пат кажем за вас. Дали ќе го прифатите предизвикот да водите ексклузив една недела? И да прашам вакви работи? Па не сум овака на терен, тука и кај нас во студио. Да, зашто да не, да. Која колешка? Вие што ќе изберете. Изборот е на вас. Па дајте ми време да размислам и ќе одлучам. Ама би прифатил зашто не, да. Иначе целата емисија би била тогаш фейк. Така. А кој би бил прв на тапет? Мора да е на тапет. Во Македонија? Уф. Има лесно ни на нас. Опозиција ќе најдам повеќе. Не мора да е од политика. Има луѓе, ама ајде да направиме една агенда, па ќе го истераме тоа, ако се јави прилика, со задоволство. Ќе ви имаме на ум ова што сте го рекле да го оствариме. Со задоволство. И благодарам многу што одвоевте време. Фала на поканата и поздрав до гледачите.